Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Токму така, во новото издание на Живот сме на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Добре дојдовте и денеска. Добар ден. Нашата денешна тема, веднаш ќе го отвориме и телефонот 31 31 332. Зборуваме за актуелните програми за вработување, па и вака ќе стартуваме, доктор Маљановски. Кои програми за вработување моментално се најактуелни во Агенцијата за вработување на Република Македонија или кој од нив вие би ги издвоиле за нашите слушатели? Имате потполно право. Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведува еден голем број на програми, поточно 13 во овој момент, кои се од особено значење како за луѓето што живеат во нашата држава, односно невработените лица, така и за пошироко за општествената заедница. Сигурно дека стратешки интерес на државата, можеби и проекти од стратешки интерес се вработувањето на невработените лица, кој стратешки интерес се гледа и од заинтересираноста и од војувањето на огромниот материјален аспект за оваа намена. Бројот за среќа и за наша радост, бројот на невработени лица од година во година се намалува, а меѓутоа дефинитивно и со оваа бројка која во овој момент со која се евидентирана во Агенцијата за вработување, не сме задоволни и пак продолжуваме понатаму со нови проекти, со нови програми, како за обука, така и за ефективно вработување на невработените лица. Од каде доаѓаат финансиите? Финансиите се за надокнадување на давачките, односно поволностите од буџетот на Република Македонија, преку Министерството за труд и социјална политика до функционалното независен субјект, односно Агенцијата за вработување, која со своите служби ги распределува на субјекти, како на субјекти, така и на правните лица во Република Македонија. Основна цел во секој случај е намалувањето на невработеноста. Знаеме што ни донесе транзицијата, ни донесе една плејада, огромен број на невработени лица, затварање на фабрики и останување на, што се вели, на улица, на луѓе кои работеле, кои биле во најубавите години од животот, меѓутоа заради сплетни околности, затварање на фабриките, транзиционите процеси што се одвива од 90-тите години па наваму, остана без работа. Значи, ова е еден стратешки, социјален интерес за правото за работа, да му се овозможи на секој граѓанин кој е работоспособен, да си го најде правото место, да работи, да заработува и да екзистира од материјалните средства што ги добива преку својата работа. Како што реков, има голем број на програми. Јас ќе ги набројам и со накратко можеби ќе ги образложам, а проектите кои се во тек, во подетално ќе се обидеме да ги образложиме и да им ги презентираме на нашите гледачи и слушатели. Програмата, прва, ја спомнал програмата за самовработување, втора е субвенционирање на вработувањето, програма за субвенционирање на државно земјоделско земјиште, програмата за подготовка за вработување. Тука би се осврнал малку на оваа програма, заради тоа што во службите во Агенцијата за вработување, посебно при центрите за вработување на територијата на Република Македонија, во целост се спремни да изготват програми и за подготовки на вработување на секој лице поединечно, преку индивидуални, така и групни средби со граѓаните. Следи обуката кај познат работодавач, после обуки кај познат работодавач со субвенционирање, обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот. Тоа се специфични занимања
кои во меѓувреме искрснале како згаснати, евентуално некои и на друг начин кои проистекле од производствените процеси. И исто така агенцијата со помош на други министерства обезбедува едукатори кои на одредена категорија на луѓе, односно групи на луѓе, им ги презентираат најновите научни достигнувања. Понатаму одиме на обуката за напредни IT вештини. Многу интересна, многу скапа обука, меѓутоа обука која во овој момент е можеби најтраженото занимање не на територијата на Република Македонија, туку и можеби и во светот. Преку оваа обука луѓето што аплицирале и што биле одбрани добиваат сертификати за врвни IT проекти, односно IT знаења и умења, така да на вистина заинтересираноста е огромна. Понатаму следи практиканството како прво работно искуство до вработувањето. Увидовме дека голем дел од завршените лица со средно образование, како и завршените лица со факултетско образование, скоро и да немаат никакво практично искуство од она за што биле обучувани, односно учеле. Од таму произлезе и проектот и практиканството како прво работно искуство до вработување, каде што во одредени само добро организирани и успешни фирми одат лицата кои изразиле желба да на практична обука со можност да останат и во стален работен однос. Понатаму продолжуваат програмите за едукација за започнување на бизнис од експерти кои се општо признати, зборуваат за бизнисот, за самите почетоци, за ризиците во бизнисот, за профитот, што е основна категорија во бизнис економијата, и за начинот да кој би успешно функционирале во иднина. Анкетите за слободните работни места секојдневно се прават, почнувајќи од пријавувањата, така да во секој момент во системот, компјутерскиот систем на Агенцијата за вработување, го имаме точниот број на луѓе кои се во моментот невработени. Ја би уште неколку спомнал. Да, би ги спомнале, да. Организирање на јавни работи и проектот за самовработување со кредитирање, за кој посебно ќе зборуваме продолжување на емисијата. Тука се исто така обуки, односно курсеви за странски јазици, кои се најзастапени во светот, посебно за англискиот, при што се исто така се добива и сертификат, како и обуки за основни компјутерски вештини, Word, Excel и другите најосновните, кои се исто така бесплатни и кои се неопходни за било какво аплицирање за некое ново работно место, затоа што општо е познато дека јазикот, особено англискиот, и основните вештини од компјутерската техника се една од нужните услови за нормално и аплицирање на новите работни места. Накратко и ќе ги образложиме сите овие проекти во текот на емисијата, а во моментов имаме слушател на линија. Добар ден. Добар ден, овдека се ево Стојан Челексовски. Повелете, имате прашање за нашиот гостин? Па, да му кажеме, завршиме мастер терапевт обука. И па имам едно прашање до Крста Белемовски. Да, ве слушаме. Дали ќе има други обуки? Дали ќе има други обуки? Добро, да. Тоа е се. Ви благодарам за јавувањето. Да, сигурно. Да, обуки ќе има, ќе продолжат обуките и и тоа многу брзо ќе бидат објавени огласите како на веб страната на Агенцијата за вработување, така и во другите
портали и информациони системи. Обуките се бесплатни, како што реков, и многу интересни. Во секој случај добивањето за сертификатите за, например, за напредните IT вештини, кои во нормална некоја пазарна економија коштаат околу помеѓу 3 до 4 илјади евра, овде се добиваат бесплатно, со тоа што се прави селекција врз основа на знаењето, претходното знаење на кандидатите кои аплицираат, а основните обуки, како за учење на странски јазик, почетните курсеви, така и за основните обуки од IT техниката, како што ги спомнав, се бесплатни и тие перманентно се обавуваат. Се зависи од заинтересираноста на луѓето што аплицираат. Меѓутоа, ви кажувам, периодично ќе се објавуваат на секои неколку месеци, заради фактот што треба да се средуваат, треба да се обават тие обуки и треба да се завршат нормално успешно и следуваат следните турнуси. Така. Предлагам да направиме тука една кратка пауза и се враќаме повторно во живот да зборуваме за проектите за вработување. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Токму така во живот сме на Радио Слободна Македонија 31 31 332 ако имате прашање за нашата денешна тема. Проектот Македонија вработува беше инициран со цел намалување на невработеноста преку отварање на нови работни места со опфат на различни категории на невработени лица кои потешко стапуваат на пазарот на трудот. Доктор Маљановски, каков е пакетот на мерки, односно кои поволности се овозможуваат за компаниите? Имате право. Проектот Македонија вработува минатата година во потполност ги задоволи барањата што беа поставени пред да биде и аплициран, односно пред да биде активно да се почне со него да се спроведува. Само ќе напоменам, проектот Македонија вработува 1 допринесе да 10.140 компании вработат над 19.000 лица и тоа беше само за една година. Навистина импозантна бројка на вработувања, проект од стратешко значење за владата на Република Македонија, за Министерството за труд и социјална политика, за народот на Република Македонија. Основна цел на проектот, имајќи во предвид постигнатите резултати со проектот Македонија 1, Македонија вработува 1, се пристапи кон изготвување и кон почеток на проектот кој е во тек, Македонија вработува 2, проект на кој основна цел е и продолжување на намалувањето на невработеноста преку отворање на нови работни места за лица кои потешко се вработуваат. Глобално гледано, овој проект ги опфаќа буквално сите категории на групи на граѓани, на лица, со особен акцент на петтата група која специјално ќе ја напоменеме, а меѓутоа еве да почнеме од самите групи, односно самите почетоци. Кои се очекувањата? Со проектот Македонија вработува 2 се очекуваат над 20.000 нови вработувања за лица кои се навработени и кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Проектот е првенствено, еве да ги спомнам, првата група се невработени лица до 35 годишна возраст, кои немале заснован работен однос или имале најмалку 3 месеци работен стаж. Значи, тоа е за првата група, за работоспособни, невработени лица, кои се бенефициите за работодавачите, тоа е ослободување од плаќи на придонеси за задолжително социјално осигурување и не се уплаќа персоналниот данок на доход. Услов за вработување
е 3 години да го задржи вработеното лице, плюс 3 години да биде вработен, плюс 1 година да го задржи вработеното лице на работното место кое е примен. По истекот на периодот, По истекот нели? на периодот. За кој сте точно. ослободен од плаќање. Од плаќањето Така. на овие две давачки. Во втората група спаѓаат лица кои се невработени на возраст помеѓу 35 до 50 години, кои во последните 15 години биле најмалку 5 години во работен однос и најмалку 3 месеци се евидентирани во Агенцијата за вработување како невработени лица. Исто така и тука имаме ослободување од придонесите за социјално осигурување, кои важат 5 години, плюс 1 година има обврска компанијата да го задржи невработеното лице на работа. Јас зборувам оваа категорија која е фактички најработоспособната категорија и која може да допринесе најмногу во процесите на производство во приватните компании и заради тоа од наш посебен интерес е зголемена вработеност на овие луѓе кои по било каков основ останале невработени. Значи да повториме, на возраст од 35 до 50 години, кои во последните 15 години биле најмалку 5 години во работен однос и најмалку 3 месеци во Агенцијата за вработување се пријавиле. Пријавени во Агенцијата за вработување последните 3 месеци. Како што рековме, се ослободуваат од придонесите за социјално осигурување и остануваат 5 години на работа, за 5 години се ослободени, плюс 1 година која е задолжителна да го задржи работодавецот. Во третата категорија спаѓаат невработени лица кои имаат над 50 години, од кои најмалку 3 месеци пред вработувањето биле пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија. И тука имаме ослободување од плаќање на придонеси за социјално осигурување 5 години и карактеристично е за оваа категорија што де факто луѓето над 50 години се релативно тешко се вработуваат и од тие причини оваа категорија е исто така со особено значење. Четврта категорија на групата на луѓе се невработени лица над 58 години. На вистина, ова може би да ја наречеме и социјална категорија, заради тоа што исклучително тешко е да се вработи лице над 58 години во компаниите било каде во светот, па и кај нас. А само да прашам, се извинувам, над 50 години, меѓутоа до колку години? Значи, 50 години варши, над 50 години е границата, да мора да има старост 50 години, до пензионирањето. Ако работодавачот, меѓутоа, должност е да го задржи 5 години плюс 1, да не се плаќаат придонеси. После тоа, ако сака да го задржи, си оди во нормалниот колосек на плаќањето. Значи, после 6 години би требало да си ги плаќаат придонесите за социјално осигурување и данокот за приход. Четврта категорија, како што спомнавме, се луѓе невработени над 58 години. За нив не се плаќаат придонесите до нивното пензионирање според позитивните законски прописи. Нивното пензионирање би требало за жени да биде до 62 години, а за маже до 64 години. Значи до крајот, односно до нивното пензионирање, за овие лица кои ќе бидат вработени, тоест за лица кои се над 58 години, не се плаќаат придонесите. Со заминувањето во пензија, престанува работниот однос и го добиваат сосема друг облик, начин на финансирање. Петата категорија е исклучително, навистина исклучително категорија која ги опфаќа скоро сите социјални категории кои постојат во Република Македонија. Со некои новини за кои сметаме дека се апсолутно позитивни и за кои сметаме дека ќе си го најдат местото на пазарот на трудот. Една од новините е можеби првата група на луѓе, тоа се родители на 3 или повеќе деца, значи приоритети за вработување.
Следат самохраните родители, односно еднородителските семејства, понатака следат примателите на социјалната парична помош, само да напоменам. Примателите на социјална парична помош се лица кои примаат социјална помош, кои се работоспособни. Значи лица кои се работоспособни и кои примаат социјална помош. Со нивното вработување автоматски социјалната помош им се укинува, меѓутоа заради тоа они примаат и своја плата и личен доход. Децата без родители и родителска грижа, посебна категорија, за која има и уште еден програм, тоа е програмот D10, каде што сме на вистина на наше задоволство скоро да може би уште една година би траела оваа група, имајќи во предвид дека голем број, навистина огромен број на деца без родители и родителска грижа се вработија и си го најдоа своето место во пазарот на трудот. Жртвите на семејно насилство. Лично не сум многу задоволен од бројот на вработени жртви на семејно насилство, тоа се најчесто жените, заради тоа што оваа категорија, оваа група на луѓе и во минатото имавме еден посебен систем за нивно вработување, каде што можам слободно да кажам дека и дури и странски хуманитарни организации се обидуваа на секој начин да овие жени бидат вработени. Меѓутоа, постојат голем број на причини што го немаме оној одзив од овие жени кои се жртви на семејно насилство. Зошто? Заради тоа што веројатно една од причините е по мене, барем продолжува семејното наследство и жените не им се дозволува да излегуваат забрането да излегуваат од своите домови. Второ, дури и работодавачите понекогаш, ако дознаат дека лицето, работникот е жртва на семејно наследство, со своите предрасуди дури одбегнуваат, имаме и такви случаи, да ги вработат заради тоа што постојат можности од проблеми на работното место и во работната организација. И да не ги најбројуваме другите причини кои се навистина релевантни, меѓутоа сметам дека во иднина би требало многу повеќе да инсистираме на нивно вработување. Понатаму имаме инвалидни лица, согласно Законот за вработување на инвалидни лица, зборувам за петата категорија на Македонија вработува. 2. Следат професионалните војници на кои им престанал работниот однос согласно Законот за служба во АРМ. Понатака родители на деца со пречки, корисници со пречки во развојот, корисници на посебен додаток. Ја би сакал само да споменам дека голем број на родители заради природата на болест или пореметувањето на своите деца се дома невработени, им следи посебен додаток добиен преку центрите за социјална работа, меѓутоа тој посебен додаток е 4200 денари, навистина е минимален. Од тие причини владата одлучи да и оваа категорија на лица ги стави во овој проект, овој пакет мерки, за да би можело да полесно најдат свое вработување. Кои се ослободувањата, односно бенефициите, ослободување од плаќи и на придонеси за задолжително социјално осигурување и ослободување од персоналниот данок на доход. Проектот ќе трае една година и се надевам дека бројката од 20.000 проектирани резултати што ги имаме, односно вработување на лица, ќе биде надмината. Заинтересираноста и од обете страни е прилично голема. Еве ќе напоменам, ние во овој момент имаме од прилика 30.000 корисници на социјална помош, каде што може би е можност и каде што им се дава можност да бидат стално вработени. Понатаму, да не ги набројувам бројките, меѓутоа навистина ова се категорија која е со навистина висок социјален ризик и мислам дека се опфатени глобално сите лица кои потекнуваат од висок социјален ризик. Многу интересен проектот и кажувам дека е огромна е заинтересираноста и се надевам дека бенефитите ќе ги видиме многу наскоро.
Така, на веб страната на Министерството за труд и социјала, нели сите што имаат некои дополнителни нејасноти во врска со Македонија вработува 2, може да прочитаат каде што се подетално објаснето. Исто така и на 6020 може да се обратат Агенцијата за вработување на Република Македонија да прашаат, односно да добијат податоци за слободни работни места. Така. Само еден краток джингл ќе направиме, ќе се одмориме накратко и се враќаме во живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Зборувавме за 5 групи на граѓани, државјани на Република Македонија, кои ги опфаќа проектот Македонија вработува 2. А сега, доктор Маљановски, кои се проектите за самовработување со кредитирање? Да проговориме и на оваа тема. Така. Имаме глобално 2 вида на проекти од оваа област. Тоа значи проекти кои се за самовработување со кредитирање и проекти за кредитирање на правните субјекти. Значи, од една страна ги само кредитираме вработувањата, лицата кои се навработени, а од друга страна се кредитираат правните субјекти. Правните субјекти е само единствено што е услов, е еден од условите, е да не бидат од јавниот и од државниот сектор. Како подгрупи на овие 2 групи, да кажеме дека проектот за самовработување со кредитирање како подгрупа има посебно е проектот за самовработување со кредитирање на младите лица до 29 години. Многу значајна категорија. Знаеме дека секоја година со завршувањето на учебната година плејада на млади луѓе завршуваат средно училиште, а во текот на годината завршуваат други исто така млади луѓе ги завршуваат своите факултетски студии. Така да приливот е прилично голем и државата особено внимава на нивното вработување и влегување во системот за навработени лица. Подетално да прозборуваме за овие 2 проекти. Заради значајната сума, односно материјалните средства што се издвојуваат. Проектот за самовработување со кредитирање е основна цел е нормално вработувањето на невработените лица и се однесува исклучиво за следните области од животот. Така би спомнал. Од земјоделието, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото и услужните дејности. Проектот е фактички дава кредит во износ за едно вработување е 3000 евра и се однесува најмногу за 3 лица кои ќе бидат вработени, односно за 9000 евра. За поголем обем износот е 5000 евра и за ново отворено работно место е 3000 евра. За поголемите проекти се финансираат проекти за 5 лица, односно 5 места, и тој може да најмногу да биде 17.000 евра. Што значи фактички ова? Тоа значи дека за секое ново вработено лице од малите микропредпријатија работодавачот ќе добие 3000 евра, односно најмногу 9000 евра за најмногу што може да вработи е 3 лица, додека за поголемите, со поголем обем на прием на лица, најголемиот финански бенефит е 5000 евра. За 5 работни места. За 5 работни места. Односно 17.000. 17.000 евра. Дополнителни 1000 евра се добиваат за лица кои биле технолошки вишок и кои биле пригласени за технолошки вишок и кои ќе го најдат своето работно место. Се извинувам само, тука возраста игра некаква улога? Не игра, значи за оваа категорија возраста не игра никаква улога.
Значи единствено да има завршено средно или високо образование. Рокот на враќање на кредитот е 3 години со грейс период од 1 година и за кредитот тоа се однесува за износот за микропредпријатието, односно за максималниот износ од 9000 евра и каматната стапка е 1% годишно, што е навистина минимална. За поголемиот 17.000 евра, како што спомнавме, износот, рокот на враќање е 5 години со грейс период од 1 година. Значи, фактички за 6 години би требало да биде вратен овој кредит. Како подпроект на овој проект е кредитирањето за млади лица до 29 години. За значајно се поголеми средствата за кредитирање на овој проект, заради тоа што тој износ е 7.000 евра за секое ново отворено место, плюс дополнително 1.000 евра на основниот износ кој се финансираат до 3 работни места. Ќе се финансираат и проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра. Износот изнесува навистина значајни средства кои се даваат. Овде рокот на враќање е 7 години заради висината на средствата, грейс период од 1,5 година и значи во 1,5 година и 5,5 години кредитот би требало да се врати. За 5,5 години би требало да се врати плюс 1,5 година, тоа значи 7 години фактички да се регулираат сите барања за основа на кредитот. Нормално е 1% е каматата. Тука малку ќе треба да учествува и самиот кредитобарател. Така е, 25%, како имате право. Ама тоа во однос на опрема, нели? Предмети, така? Да, има и други услови и во секој случај заинтересираните можат да ја видат веб страната на Агенцијата за вработување, каде што и подетално. Значи, така. Фирмата да има успешно работи, да е поголема фирма за поголемиот износ и да нормално си ги плаќа придонесите кон државата во досегашното нејзино работење. Значи да биде успешна фирма во секој случај. Така. Значи, проект за самовработување со кредитирање и проект за самовработување со кредитирање за млади до 29. Тоа е она што го спорувавме. Интересно е, само би сакала во продолжение да го спомнам проектот за кредитирање на правните субјекти. Така е. Мислам дека е како континуитет да не дојде до некакво недоразбирање, односно до забуна. Секако повелете. Да, значи кредитирањето на правните субјекти се однесува за микро и мали предпријатија за отворање на нови работни места. Значи се кредитираат предпријатијата и тој изнесува 3.000 евра по лице. Максималниот износ за овој кредит е исто така 9.000 евра. Грейс период е 1 година и во рок од 3 години би требало да биде вратен. Лицето може и индивидуално да бара, невработеното лице да добие 3.000 евра со рок на враќање од 2 години, после грейс период од 1 година, значи во рок од 3 години. Исто тука во рамки на овој проект значи имаме и кредитирање на правни субјекти, меѓутоа кои се однесува за нови работни места за лица до 29 годишна возраст, каде износот е 4.000 евра за помалите правни субјекти, максималниот е значи 12.000 евра, грейс период е 1 година и рокот е 3 години за враќањето. Исто како и во претходниот субвенционираното вработување, односно кредитирање за вработување, имаме вработување може и индивидуално, односно независно од работодавачот, невработеното лице да добие износ од 4.000 евра и рокот на враќање да биде истиот како и претходно, значи 2 години и 1 година грейс период со 1% камата.
Навистина многу поволни услови за кредитирано вработување, како за работодавачите, така и за луѓето кои се вработуваат, односно правните субјекти во рамки на државата. Да. За се подетално, значи за сите нејасноти, уште еднаш ќе кажам, на страната на Министерството за труд и социјала или пак во Агенцијата за вработување. Апсолутно, да. Апсолутно, таму ги имаат нели секако сите информации. Так, Агенцијата за вработување апсолутно, значи и нивните клубови кои се распространети во сите центри за вработување на територијата на Република Македонија се отворени за било какви консултации и колегите од се добредојдена им е било какво барање, односно прашање на кое сигурно ќе одговорат. Меѓутоа, исто така може да се обратат и на нивната веб страна, каде што навистина во најбрз можен рок ќе ги добијат потребните информации, подетални информации во врска со сите овие бенефиции кои ги добиваат како работодавачите, така и работниците за нивното евентуално вработување. Да, најважно сите заинтересирани да се пронајдат во некоја од овие категории, тоест проекти, и нормално да го реализираат тоа што го сакаат. Ќе направиме кратка пауза тука и се враќаме да зборуваме за останатите проекти во живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. На Радио Слободна Македонија денеска во живот со доктор Малјановски зборуваме за програмите за вработување, кои се моментално актуелни. И она што го споменавме, она што го истакнавме, беше проектот Македонија вработува 2, проектите за самовработување со кредитирање, а сега ќе зборуваме за значењето на вработување на лицата со инвалидитет. Доктор Малјановски? Да. Зборуваме за една особено специфична категорија на лица со инвалидитет, на кои државата навистина обраќа особено внимание, имајќи во предвид социјалниот статус на овие лица, како и тешкотиите при нивното вработување и нивната едукација и нивното приспособување за еден нормален живот. Ја би сакал да вистина да истакнам дека и покрај фактот дека оваа категорија, оваа група на луѓе се опфатени во проектот Македонија вработува 2 и во претходниот проект Македонија вработува 1, имаме еден посебен систем, односно посебен начин на субвенционирано вработување на инвалидните лица. Зошто велам субвенционирано? Заради фактот што овде се застапуваат принципите и согласно Законот за вработување на инвалидни лица кој е во сила. Средствата се од посебен фонд и се доделуваат средствата се неповратни. Значи за вработување на инвалидно лице од било која категорија средствата што ќе бидат дадени се неповратни. Вработувањето на инвалидните лица на неопределено време значи фактички една донација од страна на државата на работодавачите и фирмите во износ од 20 просечни плати за едно лице, значи еднократно давање на овие средства. Односно 40 просечни плати за лица кои се движат со инвалидски колички. Ако ја земеме просечната нето плата исплатена во Република Македонија во овој момент, ќе видиме дека овие неповратни средства се навистина значајни. Понатаму, во рамки на овој проект следуваат и други субвенции, односно други средства. Тоа се средства за адаптација на работното место на инвалидното лице во вкупен износ од прилика 100.000 денари, не од прилика, него туку 100.000 денари, точно. Како и набавка за опрема што се долуваат, и изнесуваат до 200 просечни плати. Навистина значајни средства за вработување на овие тешко вработливи лица,
заради тоа што лицата, дел од лицата се со физички хендикеп, не може да се движат, оттаму е и предвидено овој значаен износ за лицата кои се движат со помошни средства, односно колички, како и нивно адаптирање работните места и нивно адаптирање на тие работни места на овие лица кои почнуваат со работа. Особено сме заинтересирани за што е поголемо вработување. Ја консултираме фелата, инвалидските организации и пронаоѓам и се обидуваме на секој начин да и со измени на законите, законските прописи, да овие лица си го најдат своето место на пазарот на трудот, согласно своите можности, првенствено физички, а понатаму и други, така да и да бидат како корисни за себе, така и корисни за општеството, заради тоа што дефинитивно тие се дел од нас, тие се со нас а не се покрај нас, и ние мораме да обезбедиме како држава можност за нивно понатамошно функционирање. Ни преостанува време да проговориме уште за една категорија од програмите за вработување. Значи, за кои лица проектот практиканство како прво работно искуство до вработување е наменет? Значи, има неколку услови за практиканството, како што во почетокот на емисијата спомнавме голем број на завршени лица со средно образование или со факултети воопшто нити виделе, нити знаат, нити биле обучени да работат на места за кои што учеле. Од тие причини сметавме дека е необходно да државата на еден начин субвенционира нивно поуспешно вклучување на пазарот на трудот, да работодавачите ги видат можностите на овие лица и да од 50% од нив бидат вработени во нивните работни колективи. Јас само накратко би ги спомнал кои се условите. Тоа се да не се постари од 29 години, да се со минимум да имаат средна стручна спрема, и секој кандидат би требало да потпише 3-месечен договор за практиканство како прво со Агенцијата за вработување на Република Македонија, а понатаму и со работодавачот. За патните трошкови и минималните трошоци што се прават, државата, Агенцијата за вработување на Република Македонија ги надоместува со месечен надоместок од 5029 денари. Понатаму го плаќа нивното осигурување од 618 денари и персоналниот данок на доход од 559 денари. Средствата за овој проект, оваа активност се покриени кои се од Европската унија, и навистина задоволство ни е од одзивот, односно од бројот на апликанти кои сакаат да се запознаат со нивните нови и работни места. Тоа значи дека не мора да практицираат само во својот град, туку може да одат и на друго место, апсолутно. Да. Јас мислам дека и многу брзо со отварањето на новите фабрики ќе има недостаток на стручни, особено за стручни кадри со средна стручна спрема. Така да и денеска моите сознанија зборуваат дека дел и од вработените луѓе од град во град одат со автобуси и одат на своите работни места, што не е ништо чудно, например, за развиениот запад, каде што одењето на работно место при тоа да се поминат 40-50 километри не е ништо во однос на нас. Навиките дека во местото каде што живееме мораме да најдеме својата работа, би требало полека да бидат заборавени. Во секој случај сметам дека многу брзо потребата од работна сила со ова темпо како што се отвараат нови фабрики на територијата на Република Македонија ќе направи да флуктуацијата на работната сила многу побрзо оди од еден град во друг,
зависност од потребите во секој. Па веќе и во Скопје патуваме повеќе од половина час од Так. еден до друг крај на градот. Уште само накратко, мора да се одјавувам, имате нешто да додадете да заокружиме? Да, ја би сакал да ја апелирам, значи што е можно повеќе да се посетува веб страната на Агенцијата за вработување. Таму се нешто позитивно се случува. И мислам дека секој човек што бара работа, имајќи во предвид и гледајќи ја и јас пред да дојдеме на емисијата видов бројот на работни места кои во овој момент се слободни, а тоа е отприлика околу 6000. Да, 6020 поточно. Во овој момент, Така е. да, значи секој може да ја најде својата работа само ако сака. А мислам дека македонскиот народ е работлив народ и дека во секој случај и овој релативно мал број на невработени ќе се намали во иднина. Ви благодарам што денеска бевте дел од живот. Се надевам дека барем малку им помогнавме на нашите слушатели или малку повеќе, нели, да се информираат околу овие проекти. Благодарам. Молам. Се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник доктор Крсте Маљановски, водител Рашела Гинова Карафиловски. Датум на емитување 16.10.2016, техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција, до слушање. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности, за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.